Македонската национална свест и македонското национално движење се јавило во 6-та деценија од 19-тиот век. Поттикот за неговата појава и развој доаѓал и однадвор и однатре. Однадвор, силно влијание врз духовите стремежите на македонците, извршило формирањето на самостојната грчка држава и на стекнатата српска и романска автономија, во чии што востанија и борби учествувале доброволци и од Македонија, обично печалбари во тие земји. Посебна импресија оставиле и борбите на Гарибалди за слобода и обединување на Италија, во кои исто така имало по некој македонски доброволец, какви што биле Иван Капчев од Охрид и Димитар Николов од Велес. Од внатрешните причини, најсилно влијание одиграле, под еден, турските танзиматски реформи, кои на империјата и биле наметнати од страна на европските големи сили, а биле насочени кон воспоставување на политички и правна еднаквост и на граѓански слободи и права, опфатени со Гилханскиот хати шериф од 1839 и со хати Хумајунот од 1856 година. И под два, дозволувањето на Цариградската грчка патриаршија да го апсолутизира правото за воведување на грчкиот јазик во богослужбата, просветата и во другите делови на јавната област за православното население, независно од неговата етничка и јазичка припадност. После Гилханскиот хати шериф се доаѓа до една појава низ која се гледа колку е во подем и колку е во раз македонската национална свест. Именно, ако македонскиот народ за 400 години, бидејќи му беше забрането, немаше веќе во градовите, во селата, тоа беа само руинирани храмови, цркви, училишта. Сега, само за 30 години, од 30-тите години па до 60-тите години на 19-тиот век, во сите македонски градови, македонската граѓанска класа апсолутно подигена соборни цркви и тоа импозантни, големи, што зборува и за трудолюбивоста на македонскиот човек. Тоа што не го сторил за 400 години, кога му дозволија, тој го стори за 30 години. Во оној момент кога во Македонија започнале тие идеи за создавање на нација, на национални изградба на свест за посебност во однос на другите народи, веќе другите соседните народи имале изградено некоја во напредна фаза на својата национална изградба. И не само тоа, туку тие и нивните држави веќе имале претензии спрема територијата на Македонија и спрема македонскиот народ. Овие аспирации веројатно делумно како своја позадина имат стремежот на секоја млада нација да се шири, меѓутоа имат и објективни цели. Имено, како што ќе забележи Крсте Петков Мисирков, позади амбициите на Србија во голема мера се крие низиниот страв да не биде вклештена меѓу две големи држави, меѓу Австрија и заговараната голема Бугарија, доколку кон неа се приклучи Македонија, како и низината потреба да излезе на море, а од друга страна, во однос на грчкиот национализам, би рекла дека е значајно согледувањето дека просторот кој го зазема Грција е каменит простор кој не обезбедува доволно храна за населението, а секоја нова држава, барем во времето на низиното конституирање, има потреба од економска самодоволност. Меѓутоа, независно кои биле целите во однос на аспирациите на просторот на Македонија, видливо е дека трите околни држави покажале амбиции за освојување на просторот на Македонија. Нам ни е познато дека во 1766 година Отоманската империја, фактички во фонот во позадината стои Цариградската патриаршија, ја укинала Српската црква и ја забранила нејзината дејност. Само 6 месеци подоцна, во јануари 1767 година, ја забранила дејноста и на Охридската архиепископија. Тоа е кобно за балканските народи, тешко, судбоносно, бидејќи според отоманското законодавство. Тие оставале целокупниот културен живот со христијаните да го раководи, ама и одговара за тоа од нив признатата црква.
Од нив призната црква останала сега само Цариградската патриаршија. И веќе од крајот на 18-тиот век, по укинувањето значи на Охридската архиепископија, започнува всушност таа желба на Грција да започне да завладува со оваа територија и со народот започнува процесот на еленизирање, односно погрчување на македонскиот народ. Како резултат на тие причини, во Македонија се зароди движење најпрво сред македонското граѓанство, а нешто подоцна и сред македонското селанство, против политичката доминација на властите кои се покажале неспособни и неискрени во реализирањето на прокламираните реформи и против грчката духовна хегемонија која ги потиснувала културата, традициите и јазикот на македонците, отворајќи пат кон нивно грцизирање. Отпорот кон грчкото духовно потисништво и кон хегемонијата на грчкиот клер ги кренало прашањата за воведување на родниот јазик во училиштата и богослужбата, за поставување на своја домородна иерархија и за формирање народни институции кои ќе ги изразуваат и чуваат народните интереси. Во таа борба било истакнато и македонското име, како посебно народно име, независно од припадноста кон Цариградската патриаршија, која по создавањето на грчката држава го изгубила пастирскиот карактер, постанувајќи инструмент за грцизирање на македонците. На тој начин, тоа, така да се каже, грцизирање или тој обид да се грцизира целиот османлиски европски простор, а тоа значи балканскиот простор, наидува на голем отпор, особено кај словенските народи. Тие веднаш ја активираат, така да се каже, својата културна и историска ризница, прашањето на својот старословенски црковен јазик, наследен од Кирил и Методий, кој што никогаш не бил изгубен во црковните центри. Понатаму, словенскиот јазик, како инороден на грчкиот јазик, се спротиставува целото население кон грцизирањето на младите генерации. Започнува една битка, тоа е во 5-та деценија, значи кон половината на 19 век, за создавање на своја иерархија црковна, значи за свое свештенство, кое што ќе држи литургија на словенски јазик и започнува едно масовно движење на создавање на училишта на народен јазик, така да се каже, на свој јазик. Што значи настапува една, би се рекло, родова емансипација, словенска наспроти грчката цивилизација. Во таа смисла се јавило движење за обнова на Охридската архиепископија, за воведување на мајчиниот јазик на македонците во литургиите и училиштата, за назначување на свештенослужители, иерарси и учители од македонските средини, за формирање на црковно-училишни општини како народни институции и слично. Се јавиле одделни поиздигнати лица кои ги појаснувале имињата, дека едно било македонец, а друго грк, србин или бугарин, дека биле македонци, бидејќи и татковците и дедовците биле македонци, дека ги учеле децата и држеле богослужба на македонски и словенски јазик, зашто биле македонци, а не грци. Значи, црквата и не го потиснува по мене толку ниту мислењето на народот, ниту животот на народот, како да речеме за разлика од западниот свет. Всушност, тај го помага, се формираат црковни училишни општини, кои што го финансираат школувањето на сиромашните деца, плаќаат, значи, учители обезбедуваат, книги, списанија, се отвараат читалишта. И тие се исто многу важни во будењето на националната свест. Односното македонско движење почнало со отворање на народни училишта во кои учители од македонските средини почнале да ги учат децата на мајчин македонски јазик, на своје наречие, како што ќе се изразат тогашните македонци. На мајкин јазик, на домороден јазик, кој им создавал голема радост и на учениците и на родителите, кои разбирале што учат нивните деца, за разлика од понапред кога учеле на грчки јазик. Ентузијазмот што ги зафатил македонските средини од воведувањето на домашниот мајчин македонски јазик бил толку силен што повлијаело да бидат отворени голем број народни училишта. Мрежата на таквите училишта ги покрила македонските градови, а и добар дел од целата.
Во тој процес се вклучиле многу поимотни граѓани и селани, одстапувајќи своји куќи или градејќи нови за потребите на училиштата. Почнал еден вид надпревар, кој ќе направи или ќе даде повеќе за народното дело, за училиштата и просветата и за издршката на учителите и народните служители. Тој однос создавал чест и углед во народните средини, така што побогатите и поиздигнати представници од македонските средини станале предводници на она духовно и културно движење сред македонците, кое се сложи во основата на поразвиениот национален процес кој произлезе кон 60-тите и 70-тите години од 19-тиот век. Јазикот започнува да се воведува сега, веќе говориме за воведување на народен јазик во јазик достапен за децата, на мајчин јазик. Димитар Миладинов што вели, нема подобро чеда мој да можам да ве учам на вашиот мајчин јазик. Јазикот како народен јазик, значи тој е навлезен, тој живее во македонскиот народ, живее дури во пишуваната форма. Иако во периодот од 1857 до 1880 година се издадоа околу 20 учебници на македонски јазик, независно од тоа дали беше ставот дека тоа ќе биде општ заеднички писмен јазик со бугарите или дека треба учебниците да бидат напишани на македонски јазик, главно е што во тие учебници основата на писмениот јазик ја дадоа македонските говори. Во напливот на посебните македонски интереси во односното време се јави и борбата за преземање на општинските работи и на раководството во општинските органи од страна на македонските граѓански категории, за истиснување од нив на прогрчки ориентираниот клер и стар чорбаџиски слој кој повеќестрано ги поврзал своите интереси со грчките аспирации кон Македонија. Во тој процес на премин и на трансформација на старите епитропски општини во народни црковно-училишни општини, со улога закотвена во пошироките македонски интереси, се подигна масовно движење за истерување на грчките владици од Македонија и за заменување на грчките учители и грчките книги со македонски. Во Скопје прво испратиле некои Анании. Скопјани за 2 години им го вратиле. Го протерале. Тоа е 1823 година. Потоа испратиле Неофит. Скопјани и него успеале да го протераат. Со жестоки борби успеале да го протераат. Потоа испратиле Генадии некои, апсолутно, и него успеале само за 10 години ги смениле 4, не ги прифаќале, што се гледа дека скопјани биле жестоки борци против туѓинската власт. На крајот дошол еден Гаврил кој бил повешт, навистина им дозволил богослужба не на грчки, туку на старословенски јазик. Охриѓани исто така. Прво им испратиле некој Јосиф, кој навистина тие не можеле да многу бргу го вратиле. Па некој Дионисий стигнал, тој пак за жал бил и алкохоличар човек, охриѓани бргу се справиле со него. Па следил некој Јоаники и на крајот има една најчувена борба во Охрид со еден владика што им го испратил царевата, тоа е Милетиј. На 20 јануари 1806 година испратиле едно писмо дека никако не сакаат да го примат тој владика, за него слушаат лоши работи и бараат да им бидат испратени по-позитивни луѓе, како што бил некој Иларион Макариополски или Авксентиј Велешки, да им го пратат во Охрид. Патриаршијата за се углушувала. На 2 февруари тие пак пратиле и друго писмо и молат, да се смилува патриаршијата, тој човек да не го праќа никако во Охрид. Па потоа пратиле трето писмо со 12.000 подписи, со 500 печати таму од населението на цело Охридско, дека тој човек не го сака, дека ќе му плаќаат и владичнина и се, ама нека си го во Цариград, во Охрид да не доаѓа. И не само Охрид и Скопје, како што спомнавме, таа борба, таа зрелост во подемот на националниот дух и националната свест на македонскиот народ се огледа во борбата против грцизмот, се огледа во сите градови. Да речеме Штипјани, а тоа ќе го препорачат и на Кратовци и на се, што е голем црковен престап. Едноставно одлучуваат грчкиот владика да не се споменува на богослужбите.
Велешани му забранили на својот владика да служи на грчки јазик. Струмичани си се обратиле дури до високата порта и барале да им се дозволи да си отворат своји училишта на словенски јазик и да се служи на црковно-словенски јазик, а не на грчки. Бараат милост од самиот султан, нели? Тука сме сега и сепак најрадикални борби против тој грцизам се во Кукуш. А именно кукушани апсолутно постојано се во недоразбирање со Солунскиот митрополит, бидејќи се под негова власт, тие се близу, Кукуш и Солун, и бараат од тој неофит некој е апсолутно да им даде богослужба на црковно-словенски јазик и македонски јазик во учителската школа. Овој се оглушува од сето тоа не го допушта никако. И на крајот на краиштата кукушани си едноставно постапуваат најрадикално, тие преговараат најпрвин со лазаристите и се преговараат за премин во унија со римокатоличката црква. Многу македонци учители, кои имале завршено грчки школи и предавале на грчки јазик, се приклучиле кон движењето на македонските средини, станувајќи пламени водачи во национално-културната преродба на македонците. Од нив произлегли и првите учебникари и собирачи на македонското народно творештво, како на пример Димитар Миладинов, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Димитар Василев Македонски, Рајко Жинзифов и други, така што кон 60-тите години на 19-тиот век македонското национално движење веќе било консолидирано. Кон македонските учители се приклучили и повеќе македонски јерарси на грчката цариградска патриаршија, ставајќи се на чело на македонската преродба, на полето на просветата и јазикот и на барањата за обнова на Охридската архиепископија со домородна иерархија и богослужба, какви што биле архимандритот Анатолиј Зогравски, митрополитите Партеније Зогравски, Натанаил Кучевишки, Харитон Карпузов и Теодоси Гологанов, како и ѓаконот и учител Вењамин Мачуковски. Се разбира, постои идеја за еден општ заеднички јазик за македонците и бугарите. Но многу внимателно треба да погледнеме и на именувањето на тој јазик и воопшто на раѓањето на една таква идеја. Треба да имаме предвид дека 19-тиот век не искристализира многу прашања што беа поврзани со поимот националност, вера, припадност, ниту пак кое значење го носеше именувањето бугарин. Дали тоа носеше и самосвест за припадност на определена нација? Македонското национално движење во 60-тите години од 19-тиот век се судрило и со друга национална и политичка аспирација кон македонците како народ и кон Македонија како земја. Тоа бил судирот со бугарското присвојување на Македонија и на македонците. Тој судир се одликувал со многу жестина и по својата природа бил потежок и поделикатен, бидејќи станувало збор за разграничување не со инороден народ, со туѓа култура и со туѓ и разнороден јазик, каков што бил случајот со грците, туку затоа што станувало збор за диференцирање со близок народ, со блиска култура и близок јазик. Многу извори укажуваат дека национално порано разбудената бугарска општественост побрзала во Македонија да испрати разни емисари, за да ги убедуваат македонците дека се бугари и дека Македонија била бугарска земја. Во исто време, бугарската колонија во Цариград и друштвото Читалиште почнале во Македонија да испраќаат бугарски учители, свештеници и книги за училиштата. Во таа насока и бугарскиот весник Турција од 29.1.1866 година забележал: многу луѓе од Бугарија има во Македонија, кои упорно работат за нивно будење. Ако во мугрите на таа преродба се случи промената на основата на писмениот јазик, зашто придонесе книжевното издаваштво на Пејчиновиќ и на Крчовски, тогаш во време на преродбата, сватена пошироко од 30-тите до 80-тите години, се случија повеќе работи што се поврзани со
статусот на писмениот јазик во Македонија. Имено, кога зборуваме за овој период, треба да истакнеме дека македонската преродба беше особено отворена кон надворешните влијанија на соседните словенски јазици, на српскиот и бугарскиот. Сето тоа поминуваше под еден заеднички именител славјанизам и тука немаше никаков отпор. Значи, словенството се става над, значи му се дава примат пред националниот македонскиот идентитет. И затоа при формирањето, при пишувањето на книгите, при назначување на некои објави, секогаш имаме словено-македонски. Се користи, нели, тој термин, токму во таа верба во словенството, дека тие ќе ни помогнат да се ослободиме, да се стекнеме со автономија, дека ќе бидеме рамноправни како и сите други веќе осамостоени словенски народи. Тоа значи дека полнежот на поимот за национална припадност треба многу внимателно да биде третиран и кај нас, затоа што во тоа време се среќавале различни именувања. Покрај македонец, славјано-пелазгички, нели, за јазикот се нарекувал, потоа само славјански, старобулгарски, старомакедонски и безброј други именувања што можат да се сретнат во 19 век. Меѓутоа, руските политички кругови биле заинтересирани за ширењето на името бугари и на се она што е различно од грците, а е на север од актуелното грчко кралство. Така што тие се повикуваат, барем руската царска политика, се повикува на терминот бугари, на неговата политичка димензија, односно се повикуваат на средновековната димензија на овој термин. И веќе од 60-тите години овој термин Русија се обидува да го наметне како етноним. Дури што е најинтересно, руските интелектуалци најмногу ја поддржуваат македонската идеологија, да речам, македонскиот јазик. Слависти многу се залагаат за осамостојување на Македонија, меѓутоа руската политика веќе оди во друга насока. Така да под оваа идеја се зародува тој панславизам, да кажем, за заедништво на сите словени. Кај нас во Македонија оценувам дека процесот на преродбата започнува токму со тој наднационален идентитет. Не смееме да заборавиме дека тоа се феудални општествени односи и кога луѓето во основа во Македонија се определувале во тој период, најчесто се определувале територијално или регионално како македонец од тој и тој регион, односно македонскиот. Тоа се случува и во Бугарија. Значи, истиот процес се случува и во двете области, кои се уште се во рамките на османлиското уредување, но веќе почнуваат процеси за еден нов тип воведување на управување во османлиската држава. Во Македонија пак по тој повод се јавила масовна реакција. До вчера бевме грци, сега шопили ке бидеме. Едно е бугарин и бугарски јазик, а друго е македонец и македонски јазик. Масовните противења започнати во многу градови, како во Прилеп, Ресен, Охрид, Битола, Скопје, Солун и на други места, ги полнеле цариградските весници со вжештени полемики. Бугарите иронизирале дека македонското наречие било развалено българско наречие, полно со арнаутизми, србизми и што ли не друго, дека требало час поскоро да се прифати нормираниот бугарски јазик. За него пак македонците возвраќале дека бил расипан словенски јазик, полн со татаризми. Наспроти таквиот бугарски јазик, македонското граѓанство поентирало дека македонското наречие е чист словенски јазик, најблизок до тој на светите Кирил и Методи, кои биле од Солун, а Солун бил во Македонија. Препирањето оделе до крај, без да попушти која било страна. Македонското граѓанство наоѓало учители македонци, кои предавале на македонско наречие, на мајчин јазик. Ги помагале учителите и свештено учените лица да пишуваат буквари и читанки на македонското наречие. Граделе училишта
финансиски ги издржувале учителите и не дозволувале нивните деца да учат од бугарски книги и од учители бугари и покрај фактот што тие книги се делеле бесплатно. Колку односните наречија македонското и бугарското биле различни и за тогашните актери неприемливи, зборува и написот на Цареградски вестник од 6.10.1851 година, во кој авторот под псевдоним Болгарски, коментирајќи го јазикот на македонскиот учител и преродбеник Јордан Хаджи Константинов Джинот, ке напише: Секој може да види зошто толку е различен од нашиот писмен и говорен јазик, така што ќе му се види не само толку неразбирлив, туку и сосема разнороден. Во запалена атмосфера околу јазикот, училишните книги, учењето и богослужењето и околу имињата на двата народи се воделе долги препирки во кои учествувале и учители, и поединци, и општинари, и групи граѓани кои испраќале дописи и мислења повесниците од тоа време. Се до 1880-82 година, додека македонското градско еснавство и македонската трговска и предприемничка категорија економски стоеле добро, се дотогаш македонците не попуштале во борбата за својот национален и културен развиток, самите крпејќи ги и финансирајќи ги народните потреби на својот јазик, со свое име и со планови за создавање на своји народни институции, вклучително и на своја политичка самоуправа, посебна во однос на соседните народи. Поради тоа, не биле ретки горчливите реакции кај бугарските преродбеници, кои се осведочувале во безрезултатноста на нивните напори и на нивните потрошени средства, за да ги убедат македонците дека биле бугари и за да ги обединат со бугарскиот народ во идната замислена бугарска држава. Така, например, бугарскиот општественик и публицист Стефан Салганџиев, кој подолго време ги убедувал солунските и серските македонци за таква иднина, во своите записи за борбата против грчкото влијание и за обидите да ги убеди македонците во заедничкиот бугарски карактер, во весникот Век од 1874 година, резигнирано ке напише: Нема бугарштина таму, нема справедливост ни во срцата, ни во мислите, ни во домовите, ни на улиците. Или пред тоа во 1870 година, во весникот Турција, истиот Салганџиев ке напише: Се јавила тајна гибел за цел еден народ, која солунските чорбаџии ја одобриле и сакале да ја растурат по други места во Македонија, а се однесувала на нивното упорно тврдење дека македонците не биле бугари, туку постари и чисти словени, за разлика од бугарите кои не биле тоа, дека биле потомци на Филипа и Александра Македонски, кои исто така биле словени, дека за своите традиции ги имале славните достигнувања на старата македонска држава, која го дала и Аристотел филозоф. Таа позиција на македонците од 60-тите и 70-тите години на 19-тиот век била поопшта појава карактеристична за многу македонски средини. Кон тие разбирања за традициите на македонците биле приклонети и македонски општинари и чорбаџии, како тие од Солунската општина, и предводници на народното унијатско движење, и преродбеници учебникари, и револуционери, и просветители, и обични востаници, борци за слобода во источната криза, учители и обични граѓани од повеќе краишта на Македонија. Во таа насока действувал и прилепскиот свештеник Спаси Игуманов, кој што барал да се формира македонска општина во 1886-87 година. Значи, покрај постојаните две истакнати цркви, Цариградската патријаршија и Бугарската екзархија, веќе имаме барање за формирање нови општини, кои што ќе бидат различни и од едната и од другата. Еден од личностите кои што се така поинтересни за обсервација, за разгледување и за анализа е Коста Грубче, потоа да го спомнеме Темко Попов, Наум Евро, Васил Карајов, кој што во 1885 година во Софија формирал еден таен македонски кружок, комитет. Главните барања на овие луѓе, кои што делувале, се разбира, и пред 885 година, меѓутоа и содействијата во подоснежните години биле првенствено обнова на
Охридската патриаршија, односно архиепископија. А потоа се барало воведување во наставата на македонски јазик, отворање на училишта на македонски јазик и формирање на вестници кои што требало да излегуваат на македонски јазик. Во таа смисла познатиот бугарски обштественик, публицист, а подоцна и бугарски министер Петко Рајчев Славејков во својата статија во Весникот Македонија од 1871 година под наслов Македонскиот вопрос и во своите писма до бугарските екзарси Антим и Јосиф I сумарно ќе напише: Уште пред 10 години слушавме од нашите македонски пријатели дека тие не биле бугари, туку македонци, потомци на древните македонци. Тие упорствуваат на своето македонско потекло. Ние сметавме дека тоа препирање на тие млади патриоти е несериозна шега, кажувана во жешките летни дни. Така мислевме до пред 1-2 години, но новите разговори со македонците ни покажаа дека работата не се голи думи, туку мисла која мнозинството сака да ја оживотвори. Се родила во тукашните патриоти погубна мисла за наметнување на своето местно наречие и за избирање на своја особена македонска иерархија. Ке напише Славејков до екзархот Јосиф I, крстарејки по Македонија во 1874 година, и ке продолжи. Хидрата е разиграна на многу места во Македонија. Се внушува мислата дека тие не се бугари, туку се македонци, Александрови потомци. Тие мисли достигнаа да се распространат доволно за да ја насочат погубната мисла за одделувањето на црковно поле. И не само на црковно. Искрено можам да ви кажам, ако монсенјор Нил Смоленски се врати со Ферман, тогаш ќе се расклатат сите македонски епархии и тогаш можеме да кажеме збогу Македонија. Имено генерацијата македонци од втората половина на 19. век, наоѓајќи се во виорот на националните борби на балканските народи за создавање на што поопширни национални држави и со пошироки пазари и побогати ресурси, били исправени пред опасноста од присвојување на нивното име и на нивната земја од страна на политичките движења на своите соседи. Чувствувајќи ја доволно јасно и доволно многу својата посебност и посебноста на своите интереси, генерацијата македонци од 60-тите и 70-тите години на 19. век се повикале на славното минато на античката македонска држава на Филип II и Александар III Македонски. Притоа на тие славни личности им припишале словенски карактер, со што резко се издвоиле како од бугарските, а подоцна и од српските, така и од грчките традиции кои тргнувале од други основи или од друг карактер на тие исти основи. Подпирајќи се врз името на земјата на која живееле, врз своето македонско име, кое со векови го имале прифатено како нивно име, и со верувањето дека античките македонци не ги голтнала земјата, та да немаат каква било врска со генерациите од односното време на 19. век. Македонците неотстапно упорствувале на својата посебност. Еден од првите представници на, и може да се каже основоположници, на посебноста на посебната македонска национална идеја секако представува Ѓорѓе Пулевски, кој што бил самоук, значи немал официјално образование, меѓутоа успеал да се изгради како интелектуалец за своето време и тој се смета за еден од првите македонски теоретичари на таа македонска национална идеја. Значи како и српскиот народ и бугарскиот народ и бугарската национална идеја кои што своите корени ги влечеле од средновековните држави, србите од средновековната српска држава, а бугарите од средновековната бугарска држава, така и Ѓорѓе Пулевски барал некој начин, некој елемент, некој корен од кој што ќе оповрзе македонскиот национален идентитет со минатото. И тој го нашол тоа поврзување во античкото македонско минато, на тој начин што во своите дела, во општата славјано-македонска историја и во македонската песнарка, директно го доведува македонското потекло од античките македонци и тврди дека Филип и Александар како словени, како што ги нарекува, се предците на сегашниот современиот македонски народ и на тој начин тоа бара од неговиот народ, од македонците да се разбудат и да ги следат идеите и вредностите на нивните славни предци
и на славната држава на Филип и Александар, како што вели Пулевски. Независно од тоа дали биле во право или не за карактерот на врските со античките македонци, актуелната генерација македонци од 19. век во суштина ја искажала својата општа и цврста волја да создаде посебна перспектива за своите интереси, како национални и државни интереси, издвојувајќи ги од исто таквите интереси на соседните народи. Токму затоа македонското ослободително движење од тоа време било самобитно, автохтоно и автономно национално движење. Во тоа исто време, во 70-тите години на 19. век, започнала големата источна криза, во која на историската арена како главни актери се појавиле балканските народи, во тој склоп и македонците, барајќи национална слобода и политичка автономија за своите земји. Во таа криза, македонците влегле со јасни дефиниции и цели за себе и за својата иднина. Надоврзувајќи се на подолгата борба за одбрана на својата посебност и за обнова на Охридската архиепископија, со што би се стекнале со статус на посебен милет, на посебен народ, македонците во источната криза се решиле своите права да ги изборат преку востанија. Во востанијата, преку нивните символи, пораки, акти и институции, македонците ја формулирале и прокламирале својата национална програма. Програмата од своја страна означувала манифестација на националната свест и на националните цели на борбата на македонците во текот на источната криза. Во таа криза биле кренати две востанија, Разловечкото и Кресненското, формирани две политички институции, Македонската лига и Националното собрание на Македонија со привремената влада на Македонија, донесени два устави за организација на востаничката власт во Македонија и за идното уредување на Македонија како држава и повеќе решенија, манифести и обраќања до големите европски сили. Сите тие, како делови од македонското ослободително движење, во периодот на големата источна криза, го отсликале македонскиот национален профил од тоа време. Кон тој профил припаѓа и само дефиницијата на македонците како посебен народ. И особено значајно е учеството на Димитар Попгеоргиев Беровски. Тој е можеби првиот наш револуционер кој што започна со систематско действување за создавање македонско ослободително движење и закравање востание за ослободување на Македонија. Се разбира под сите тие така влијани надворешни. Тој во 74-та година во Македонија во Солун формира и посебно револуционерен комитет, чија што задача беше да се подготви македонскиот народ во еден дел од Македонијата, во источниот дел на Македонија, за кревање на ослободително востание. И среда тој комитет особено посилно повлијае исто така и на Херцеговското востание 75, така да тоа повлијае да се забрзаат процесите и да се изрази, да се искористи прво таа констелација настана политичка поволна клима кога османлиските војски треба да се движат за душеве на востанието, да се искористи тоа и за кревање востание во Македонија. Меѓутоа, она што е значајно дека тука како резултат веќе на осозраана мисла за посебноста на македонскиот народ и посебноста на неговите интереси е тоа што во времето на непосредно пред и за време на востанието се Димитар Попгеоргиев ги употребува и символи кои што ја одразуваат и стремежа за создавање самостојна македонска држава. Така да речеме на знамето кое што е на Разловечкото востание од 76-та година стои лавот, нели, црвениот лав на жолта подлога, односно оној символ на Македонија што е преземен од грбот на Македонија од стематографијата на Шефаровиќ. Значи, со тоа се издвојува посебноста на македонскиот народ од другите народи со своји символи. На тој план, изразувајќи ги пошироките разбирања и чувства во македонските средини, преродбеникот, револуционер и автор на обширната славјанско-македонска општа историја, Ѓорѓе Пулевски, во 1874 година ќе напише: Народ се велит људи кои се од еден род и кои зборуваат еднаков збор и кои живуваат и се другарат еден со други и кои имаат еднакви обичаи и песми и веселја. Тие људите ги викаат народ, а местото во кое живуваат народ се велит очество од тој народ.
така и македонците се народ и местото нивно е Македонија и ние се именуваме со македонци. Дефиниции со таква структура и со такви поими, јасни и кратки, се среќаваат и во сите акти на востаничките раководства и во сите документи на македонските политички институции од периодот на големата источна криза. Во таа смисла, на пример, во правилата, Уставот на Македонскиот востанички комитет од 1878 ќе биде напишано: во востанието се мисли на македонското Кресненско востание од 1878-79 година. Учествуваат луѓе од Македонија кои се чувствуваат македонци. Целта на востанието не е никаква тајна. Таа е ослободување на Македонија, земја на славните просветители Свети Кирил и Методи, која со векови страда под турското иго. Во Уставот за идното државно уредување на Македонија, донесен од Македонската лига во 1880 година, стои дека во Македонија, чии граници детално се посочени во член 1, живеело многу национално население, од кое македонците биле мнозинство, 705.000, пошто следувале турците и помаците, заедно 450.000, арнаутите, христијани и муслимани, 75.000, евреите, 65.000, грците, 61.000, власите и другите, 41.000. Вкупно сите, 1.397.000. Во тој устав се вели дека се формирала автономна македонска држава, за да се оневозможеле еднаш за секогаш сплетките и интригите околу зграбувањето на Македонија од страна на балканските држави и за да се остварел стремежот на големото мнозинство на Македонија за автономна држава. Тоа повесебно доаѓа до израз и во времето на македонското Кресненско востание од 1878-79, бидејќи истиот е тој предводник, револуционер, водач на востанието Димитар Попгиорик-Беревски. Тука веќе се влегува во една повисока фаза на организираност. Тука се создава македонска војска, значи од востаниците се дефинира како македонска војска со свој штаб, тој е началник на штабот, значи една повисок степен на организираност, кој што истовремено го изразува веќе и повисок и помасовно изразување на национална посебноста на македонскиот народ и во тој смисол и актуелниот стремеж за ослободување и државно самостојање. Во иста смисла бил и манифестот на главниот штаб на македонската војска, кој действувал во рамките на Македонската лига, издаден на Пирин планина на 29 јуни 1880 година. Во него посебно била посочена опасноста од интригите на околните народи и нивните држави, па се барало од сите кои живееле во Македонија да се чувствуваат како синови на Македонија и да не дозволуваат да бидат делени и вовлекувани во меѓусебни расправи. Не верувајте им на нашите соседи, кои како змии се вовлекле меѓу нас и не мамат за своји интереси. Набркајте ги од својата средина сите оние што се поврзале со туѓите интереси и проповедаат дека покорната глава сабја не ја сече. Здружете се сите под македонското знаме и кренете го високо, високо во борба за слобода и своја независност. Само здружени можеме да ја сочуваме нашата мила татковина Македонија за себе и да се здобиеме со целосна автономија, да не стоиме пред туѓи порти и да чекаме од сурови срца милостина. Денес ние имаме своја македонска војска по нашите планини. Таа самата ќе се избори за своето ослободување и ќе ја доведе нашата убава татковина до добар крај. И другите две македонски политички институции од периодот на големата источна криза, Националното собрание на Македонија и Привремената влада на Македонија од 1880-81 година, протестирале против интригите на соседните народи и поделбите што ги внесувале сред македонското население. Националната цел на Македонија ќе биде постигната преку борба за обедината и независна Македонија. Истерајте ги од нашата земја овие убици, кои во своите раце го држат знамето на неслогата и внесуваат отцепувачки страсти и не делат. Потоа, собирајки се околу знамето на Македонија, напишете едногласно: да живее македонскиот народ, да живее Македонија. Значи тоа востание е многу големо, од октомври 1878 до мај
1979 година. Во текот на востанието се ослободени над 45 населени места со над 50.000 население, организирани во систем на востаничка власт. Тоа востание има и устав на востанието или правила и други акти, како, например, ново уредување, норми за полициското уредување, а во уставот пишува во правилата на Македонски востанички комитет дека целта е ослободување на цела Македонија и создавање од неа автономија во рамките на Турската империја или пак независна држава ако тоа го дозволат европските земји. Исто така една маркантна одредница е и исказот дека во востанието учествуваат луѓе од Македонија кои што се чувствуваат како македонци. Што значи, веќе ако ја сумираме целокупната ова сторија, почнувајќи од половината на 19 век до 1878-79 година, во рамките на Македонија и македонското население, изоден еден комплетен пат на национална емансипација и на создавање на една јасна национална свест која што се врзува со името на земјата, поврзувајќи се со античките корења, повеќе таа функција е за да се афектира сред македонското население дека во Македонија имало некојаш многу моќна држава со големи цивилизацијски дострели и дека е, така да се каже, несоодветно и за прекор трпењето на такво робство кое што постои, дека луѓето кои што се на таа земја со такви традиции треба да се обединат под знамето на Македонија и неа да ја ослободат како слободна земја која што ќе се вклучи во европскиот напредок. Од приведените илустрации за главните прокламации и пораки на македонските револуционери и политички дејци од периодот на источната криза, може да се заклучи дека националната програма на генерацијата македонци од тоа време била поврзана пред се со потребата од постигнување на меѓунационална слога и создавање на автономна македонска држава, како заедничка држава во која секоја народност ќе се чувствува рамноправно со сите други, а секој граѓанин, независно од религиската и етничката припадност, ќе се чувствува како свој на свое. Тие цели идеи пред се ги носело и афектираното мнозинско македонско население, самите македонци словени, кои се чувствувале како наследници на античките македонци, за кои сметале дека и тие исто така биле словени. Таа македонска генерација, длабоко во својата свест и во своето искуство, го носело уверувањето дека слободата на Македонија и незината независност била можна само преку заедништво и слога на сите народности на Македонија и само со држава која со законите ќе ги гарантира религиските, обичајните и јазичките разлики, или како што самите ќе кажат, само така можеме нашата мила татковина Македонија да ја зачуваме за себе и да се здобиеме со независност. За тоа како ја проектирале таа држава и таа јавна власт, која ќе ја гарантира реалната рамноправност на сите граѓани и на сите народни заедници на кои Македонија им била заедничка татковина, најречито се гледа од Уставот за идното државно устројство на Македонија, донесен од Македонската лига во 1880 година. Тој устав предвидел модел на пропорционална застапеност на припадниците на националните заедници во телата и органите на законодавната и извршната власт. По таа смисла биле поделени и 12 предвидени министерства, со тоа што во Министерството за просвета, поради особеното негово значење, по еден представник имале сите заедници. Начело на извршната власт стоел генералниот гувернер, избран од редовите на мнозинската народна заедница, од македонците, кој имал заменик од втората по бројност заедница. Тие највисоки државни функционери и 5 други советници, по еден од секоја народност, го сочинувале државниот совет, кој во случај на мајоризација, при донесување на некој закон кој се однесувал исклучиво на некоја национална заедница, група, конечно го решавал спорот. Територијалните единици, општини, околи и окрузи,
колку што било можно, биле планирани со оглед на територијалната разместеност на групите. Во нив сите групи биле представени со по еден член во соодветен совет, кој му помагал на управителот на единицата, кој пак бил од мнозинската група на односната заедница. Во доменот на религиската структура биле признати 5 религии и 6 цркви со рамноправен статус и со рамноправно покровителство од страна на јавната власт. Била призната религиската слобода, исполнувањето на религиските церемонии и култови во согласност со општите закони. Екзархијата требало да се премести во Солун и да го носела името Охридска архиепископија. На верско-црковните организации, чии седишта биле надвор од Македонија, не им се дозволувала верска пропаганда, прозелитство и паралелна служба. Образованието било предвидено да се одвива на мајчин јазик на сите степени, со тоа што државата одобрувала единствени образовни програми и во таа смисла вршела контрола. Јазиците биле рамноправни и во службена употреба, со тоа што тој на мнозинското население бил општ државен јазик. Автономната македонска држава била замислена како правна држава со еднакви граѓански права и слободи, зашто гаранција обезбедувало независното судство. Таа и таква концепција била ставена во рамките на решенијата на Берлинскиот конгрес, на неговите членови 23 и 65, и била замислена како трибутарна држава во однос на Османлиската империја, со соодветни функции и контрола од европските сили во таа смисла. Како општо може да се каже дека македонското ослободително движење постигнало национална и државотворна зрелост, како во однос на националното профилирање на македонското словенско мнозинство и неговото издигнување како стожер на идната проектирана македонска држава, така и во поглед на здравото, инклузивно, рамноправно и демократско здружување на сите национални единици во заедничката држава. Тие движења не се стишуваат така лесно. Комитските чети си крстарат по македонските планини, иако во главнина се повлекле од директното востание, кое завршило Божем, завршило во 79-та. Фактички тоа движење со оружје в рака ќе потрае дури до 83-та година. И тоа е прва фаза во македонскиот вооружен отпор. А зошто тогаш морале четите да се повлечат? Отоманската империја навистина се стреснала и видела дека во Македонија има големо ослободително движење и довела многу броен аскер по македонските градови. Така што нашите навистина согледале дека навистина им е потребно малку да се повлечат, известни и години дури, да се повлечат, а затоа што градовите се преполниле со аскер. И тоа ќе потрае цели 10 години. Тоа ќе потрае до формирањето пак на ВМРО. Цели до 83 година си има вооружени акции, ќе се повлечат до 93 година, 1893 година, кога е формирањето пак на ВМРО, фактички лозарите од Софија, главен лозар е Дамјан Груев, тој ќе дојде и во Солун и е главниот актер за формирањето и на внатрешната македонска револуционерна организација. Со формирањето на македонската револуционерна организација веќе имаме втора фаза и многу по-сериозна фаза во македонското револуционерно движење.